Почитувај ги правилата и почитувај го животот е мотото на кампањата што ја промовира владата. Целта е поголема безбедност во сообраќајот, но и да се влијае на подигнувањето на свеста кај граѓаните за почитување на сообраќајните правила и прописи. Може би некој ќе рече дека не е моја работа како премиер да го зборувам за ова и дека тоа треба да го прави некој друг. Да не кажувам статистики и да давам совети. Но јас свесно ова го правам затоа што, иако јас сум премиер, јас сум човек, еден од вас, кого исто така, исто како секој друг човек го погодуваат ваквите работи. Несреќите, загубите на живот, социјалните драми на семејствата. И затоа што јас сум убеден дека ние сите заедно можеме да направиме многу, да ја издигнеме свеста на повисоко ниво, да допре пораката до секој човек, да придонесе, да помогне, да едуцира. Секој спасен човечки живот е од непроценливо значење. Почитувај ги правилата, почитувај го животот. Е пораката која сите треба да ја знаеме. Владата ја организира кампањата во соработка со Министерството за здравство и за внатрешни работи. Таа чини 500.000 евра, а ќе бидат вклучени јавни личности и компании. Лани во 4236 сообраќајни несреќи настрадале преку 6500 лица, од кои приближно 200 загинале. До 23.000 евра кредит за самовработување и почнување собствен бизнис може да добијат невработените млади лица, кои барем еден ден биле во евиденцијата на Агенцијата за вработување. Владиниот портпарол Александар Георгиев во емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија обелодени дека огласот е пријавен пред 2 дена и ќе трае до крајот на идната недела. Стапката на невработеноста во второто тримесечје од годинава изнесува 28,2% и бележи намалување во однос на 2013 година за 8%, а во однос на претходниот квартал за 2,75%. Како што објавува Државниот завод за статистика, вкупниот број на работоспособно население во Македонија во вториот квартал изнесува 957.790 лица, од кои 270.325 се невработени, додека 687.465 се вработени. До 30 ноември треба да се поднесат барањата за субвенции за предаденото овошје и зеленчук во преработувачката индустрија. Корисниците се земјоделци со засадени површини со градинарски култури и производство продадено во преработувачките капацитети за зеленчук директно или преку откупувач од декември 2013 до ноември оваа година. Висината на финансиската поддршка е од 1,5 до 2,5 денари за килограм. Земјоделците треба да ги имаат платено и сите давачки кон Министерството, односно закупнина за државно земјоделско земјиште, пашарина и водарина. 1 милион евра е новата турска инвестиција во изградба на Центарот за плодност лоциран во Скопје. Центарот веќе е пуштен во употреба, со најсовремена апаратура и искусни лекари од Турција, Албанија и Македонија, од областа на гинекологијата, урологијата, анестезиологијата и генетиката, заедно со ембриолог. Шефот на оделот за ембриологија, доктор Бирол Ајдин, посочи дека Центарот гарантира за своите резултати и медицинската процедура, и оти наплатата ќе биде откако резултатите ќе бидат видливи. Ке третираат инвитро инсеминација како и неплодност кај мажите. Трошоците за инвитро оплодување може да бидат покриени и преку Фондот за здравствено осигурување, информира од Центарот за плодност.